Поттикнати од актуелната состојба поврзана со пандемијата на коронавирусот, двајца млади луѓе од Свети Николе, град во источниот дел на Македонија, конструирале уред кој може да има, велат, ефикасна примена во борбата против COVID-19. Со негова помош може да се направи комплетна дезинфекција на одреден простор и со тоа да се уништат и до 99,9% од бактериите. Во уредот вградивме силни UV лампи кои се користат исклучиво за медицински цели. Овој уред има неколку предности. Зрачи 360 степени во просторијата, има резервно напојување и батерии кои може да се полнат и додека не се користи и при употреба, па може да оперира и во просторија кај што нема електрична инсталација, се управува од далечина, а со тоа го заштитува лицето кое оперира со уредот. Никола додава дека овој уред на кој му го дали името UV Guard представува збир од неколку технологии кои го прават едноставен за ракување. Површината која може да се дезинфицира од една позиција е околу 50 метри квадратни. Предноста на UVC зраците е што може да дезинфицира секакви површини како текстил, нерамни површини, недостапни места, како и воздухот наоколу. Секојдневно се контактирани од приватни компании, банки, здравствени ординации и општини кои сакале да го поседуваат. Затоа велат дека го развиваат концептот 1+1. А што значи тоа? И со таа цел ќе го изработуваме UV Guard по набавна цена на деловите, но компаниите ги обврзуваме да купат уште еден по иста цена, кој исто така ќе се донира во некоја од здравствените институции и на тој начин сите ќе добијат заштита. Првите примероци веќе ги поседуваат здравствениот дом во нивниот град, како инфективната клиника во Скопје, работат на 6 нови уреди наменети за здравствени установи. Нема да застанеме овде и ќе направиме се што е во наша моќ сите здравствени институции да бидат покриени со UV Guard уреди. Уредот успеле да го состават за само неколку дена и е прв ваков на Балканот, но за негово масовно производство велат дека се уште прават планови. Доколку има потреба, истиот ќе биде технолошки унапреден и роботизиран. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.